Топлото време, невообичаено во овој период од годината, е идеално за засадување на овошни дрвца на постојано место. Експертите ги советуваат овоштарите да го искористат времето за да ги засадат дрвцата. Со оглед на податоците од подолгата временска прогноза, може да се случи годинава вегетацијата да започне порано. Садењето на овошките, па и на виновата лоза да го извршите во овој период. При копањето на дупките во овоштарството треба да се води сметка тие да се прават на тој начин што горниот слој при копањето да се става на едната страна, а долниот слој на другата страна. Ова се прави затоа што потоа при садењето на овошките, кога овошката ќе се стави во дупката, во кореновиот систем да навлезе горниот слој кој што е побогат со хранливи елементи, како минерални, така и органски. Исто така ќе напоменам дека во овоштарството најдобро димензија на дупките да се 40-40 или 50-50, значи поголеми, за да кореновиот систем нормално да се распореди доле во дупката, а исто така сакам да ве информирам да при садењето, при нанесување на горниот слој убаво со раката да ги несете меѓу жилите и поднатаа да се убаво натапкат. Затоа што во колку кореновите жили останат на воздух, значи може понатаму, значи не се набие земјата, може понатаму да дојде до сушење на самата овошка. Следна фаза е овоштарите да ја прихранат почвата со минерално или биолошко ѓубриво. Со земја на овошката или затрупувањето е да е 2 см над калемот. Зошто го велам? Затоа што калемот кој што треба да е над дупката, значи да не е внатре, над дупката, малку над дупката, треба неколку сантиметра да е покриен. Знаеме дека со текот на времето доаѓа до симнување на почвата, а со тоа доаѓа и предизвикува откривање на калемот. И за да не дојде многу откриена калемот или да мал дел е само во внатрешноста, овоштарството е една од гранките во земјоделството за кои што се доделуваат и субвенции. Овоштарите субвенциите ги добиваат по 3 основи. Парите се наменети за одржување на овоштарниците, за предадено овошје во домашни преработувачки капацитети и за подигнување насади со нови сорти. Корисниците на субвенции во овоштарството се земјоделски стопанства кои имаат насадено површини од минимум 0,2 хектари.